Почитувани присутни, со оваа власт на Зоран Заев и неговите 28 министри, Македонија буквално демографски и биолошки умира. Македонија исчезнува како никогаш досега, а бројките стануваат се полоши и полоши. Вчера излегува податоците од вториот квартал за 2019 година, второто тримесечие, април, мај и јуни, за бројот на новородени деца во Македонија. И оваа бројка е најлоша во историјата на Македонија, откако има статистика, бројки и Завод за статистика на Македонија. Почитувани присутни, Заводот за статистика вчера ни порача и ни соопшти дека во второто тримесечие, во вториот квартал, падот на родени бебиња во Македонија е фрапантни 10,6%. Тоа е огромна демографска рецесија. Тоа е рецесија невидена во историјата на Македонија. Тоа значи дека Македонија се иселува, тоа значи дека градовите и селата ни се празнат. Тоа значи дека, за жал, Македонија станува земја без народ поради катастрофалните, антисемени, античовечки политики на Зоран Заев и неговите 28 министри. Почитувани присутни, 2018, минатата година, 2018 беше најлоша демографска година во историјата на Македонија. Од таа најлоша 2018 година, како резултат на политиките на Зоран Заев, кога се родија само 21.300 бебиња, сега имаме ситуација од таа најлоша демографска година да имаме падови од 10,6%. Рецесија од 10,6%. Во економијата која ќе падне бројката 1, 2, 3 или 4% во рецесија, се вклучуваат сите аларми и кризни мерки. Сега, со оваа влада, со овој екзодус, нам ни се случува рецесија во еден квартал од 10,6%. И Зоран Заев воопшто тоа не го допира. Истовремено, имаме во второто тримесечие 2019 година сега, имаме зголемување на бројот на умрените од 7,3%. И тој изнесува 4.928 лица. Значи, внимавајте за која дискрепанца зборуваме. Гледајте за која напредна фаза, за жал, колку тоа болно и да звучи, но мораме да го констатираме, на демографско и биолошко исчезнување зборуваме денес во Македонија со Зоран Заев, Венко Филипче и Мила Царовска. Пад во бројот на родените бебиња од 10,6% и раст во умрените од 7,3%. Ако тоа не е катастрофа, не знам што е. Тоа е физички, емпириски доказ дека оваа влада на Зоран Заев не донесе, како што велеа, живот во Македонија, туку иселување, екзодус и заминување. Имаме министерка за странски инвестиции која што 5 минути дава интервјуи на 5 прашања. Една инвестиција не знае да наброи која што донела во Македонија. Ниту таа, ниту било кој од министрите. И да, за жал, се случува младите да се заминуваат. Се заминуваат затоа што такви аналфабети, толку неспособни луѓе, станаа министри во владата на Зоран Заев. Да, се е тоа причински последички. Имате министерка за странски инвестиции која што е 3 години министер, на која што името не го знаеме, која што една инвестиција не донела во Македонија, и да, благодарение на тоа, имаме рецесија во бројот на родени бебиња во Македонија од фрапантни, поразителни 10,6%. Стануваме уште еднаш, ке речам, земја без народ. Ке ги видите бројките утре, заутре, ден потоа. Ке дојде првиот училишен ден. Празни се училиштата, не може паралелки да се направат. Да, тоа е поврзано со вакви неспособни министри на кои што имињата не им ги знаеме, кои што 5 минути не може да направат една фабрика што донели, една работа што сработиле. Ете, тоа е состојбата во која што живееме, тоа се предизвиците со кои што се соочуваме. Ако се тоа морам да го сумирам во 30 на секунди или 40 на секунди за еден краток ТВ прилог, колку што објективно е времето се тоа да и се соопшти на македонската јавност е следно. А тоа е дека фактите се немилосердни. Почитувана македонска јавност,
Факт е дека со владата на Зоран Заев и неговите 28 министри, кои што не можат да набројат една инвестиција која што ја донеле после 3 години нивна работа и народ што ги плаќа, имаме ситуација да имаме најлош квартал во историјата на Македонија, пад во бројот на родени деца од фрапантни 10,6% и раст во бројот на умрените од 7,3% поради катастрофата во здравствениот систем која што ја гледаме на дневна основа. Ете, таа ситуација која што ја имаме, Мила Царовска ја укина мерката за трето дете, гледаме дека има се помалци и помалци третородени деца, гледаме дека има се помалци бракови, се повеќе иселувања, се повеќе заменувања и за се тоа што и го прави на Македонија. Настрана другите прашања. Има еден куп други прашања за кои што и Заев, и Царовски, другите имаат и тоа како одговорност, но за ова прашање, поврзано со иселувањето, со демографијата, со наталитетот, со губењето на училиштата, Зоран Заев, Венко Филипче и Мила Царовска имаат историска одговорност. Ете, тоа се тажните и лоши бројки кои што сакав да ги соопштам. За жал, нема добри бројки, катастрофални се, може да влезам овде и во детали, општина по општина да одиме, но заклучокот е овој кој што пред малку го дадов.